Добар ден, започува уште едно ново издание на емисијата за практично родителство 0 плюс месеци на телевизија Телма. Ужината како меѓуоброк често ги загрижува родителите кои се обидуваат да ја елиминираат од дневното мени на своето дете. Смета дека ручекот во чинијата останува неизеден токму поради ужинката. Сега, тука има многу дилеми дали децата треба да имаат една или две ужинки, зошто е важно родителите да имаат контрола на времето предвидено за ужина и за сето ова и повеќе ќе зборуваме со денешната гостинка Надица Илиевска, дипломиран нутриционист. Добре ни дојдовте. Добро ве најдов. Колку оброци треба да имаат децата? Дали е важно да имаат 3 главни оброка и 2 ужинки? Многу е важно да имаат 3 главни оброци и да имаат 2 ужинки. Единствено што треба да се направи дистинкција помеѓу тоа што е оброк, која е количина и какви нутриенти треба да содржи и што е ужинка, кога треба да се даде и каква да биде ужинката. Така. Родителите, како што спомена во најавата, често пати се обидуваат да ја елиминираат ужината од менито на своите деца, смета дека вечерата или пак ручекот ќе бидат изедени до крај доколку децата не ужинаат. Дали е тоа точно? Дали треба да се размислува на ваков начин? Всушност тоа многу зависи и од ритамот во кој што расте детето, дали посетува градинка, дали е чувано во домашни услови. Меѓутоа, доколку на ужинките се гледа како на време кое ќе добијат некоја грицка, тогаш треба да се елиминираат. Меѓутоа, ужинките се неопходни посебно за малите деца. Тие имаат многу побрз метаболизам од нас возрастните. Тие навистина огладнуваат измеѓу оброците. И не значи дека ако го прегладнеме детето помеѓу ручек и помеѓу вечера, тоа ќе ја изеде целата вечера. Сме пропуштиле време каде што можеме да дадеме квалитетни нутриенти кои што нема да го оптоварат главниот оброк, односно до ручекот или вечерата. Така, децата се мали, не може да изедат преголема количина за ручекот или пак за вечера и поради тоа имаат потреба да јадат на секои 3 часа. Точно И сега зошто е важно родителите да бидат доследни во однос на тоа кога ќе се дава ужината? Дали тука треба доследност? Доследност сушност треба во целиот тек на растењето на нашите најмили и тоа ги дава вистинските резултати. Каде да кажеме се греши и од каде е оправданиот страв кај родителите. Ужинката треба да биде најмалку 2,5 часа пред главниот оброк. Ужинката не треба да го засити, туку треба само да ја одложи гладта на детето. Што значи дека ужинката треба да биде онолку колку што ќе овозможи на неговиот организам да не прегладне до главниот оброк, па тогаш да се јави друг проблем, се посегнува кон нешто што не е во ред. Исто така, доколку сакаме главниот оброк да биде до крај изеден, треба детето однапред да знае, затоа треба доследност, дека наредното јадење нема да се случи час време по ручекот, бидејќи ако тој знае дека следната ужина ќе биде во 5 часот, а ручекот го конзумира во 2, тој ќе се потруди детето, значи многу често децата знаат дека доколку доволно не ручаат, ќе добијат нешто поради стравот на мајката, да не биде детето гладно, ќе добијат нешто задоволувачко измеѓу оброците и на тој начин всушност го расипуваат редот. Затоа доследноста е најважна. Но каде грешат родителите не сакајки. Најмногу се греши од гледна точка што всушност ние со десертите и со ужинките ги наградуваме децата. Ужинката треба да е, впрочем, дел од дневната исхрана, не награда. И честопати знаеме да кажеме, ако изедеш секако што треба, тогаш ќе добиеш тоа и тоа и тоа и тоа. И тоа најчесто сладолед или чоколадца, некоја таква награда. Значи, храната не смее да се нуди како награда за добро однесување, за добро изеден оброк. Храната е нешто кое што им овозможува на децата да растат и да бидат здрави. Тука можеме да ги вклучиме и гледачите со нивни прашања. Овој дел од емисијата ќе биде контактен. Доколку имате прашања врзани со денешната тема, слободно можете да се јавите и да се вклучите во програма на 3076 677. Каква треба да биде ужинката? Што треба да содржи? Што значи здрава ужина? Здрав меѓуоброк? Прво, ужинката мора да биде составена од храна која е лесно дигестибилна, лесно сварлива. Овошјето
е најдобра ужинка. Прво имаме контрола над количината која што сме ја планирале да ја дадеме на децата. Што значи, ако сме дале доручек во кој после тоа има овоше или сме вметнале овоше во доручекот, доколку се изеде, не се изеде, ние немаме контрола над количината и не знаеме колку земало. Доколку имаме одредено ужинка овошје, тогаш на вистина знаеме по текот на денот, значи овошето е најдобра ужинка. Прво има добра нутритивна густина, не оптоварува калориски и е доволно за да меѓу оброците не се појави глад, односно да се чувствува ситост. Друга пожелна ужинка, која што многу малку се применува кај нас, а всушност најмногу во западноевропските земји и во скандинавските земји, е зеленчукот. Децата сакаат да грицкаат и треба да грицкаат, да го развиваат забалото, да се научат добро да џвакаат, и некои зеленчуци се многу погодни како ужинка. Треба да бидат достапни на масата. Ужинка може да биде и 2 добро исечени моркови како стапчиња, кои што детето ќе ги грицка. Па нашата генерација ми се чини дека редовно добиваше рендан морков за ужина. Тоа е нешто што не се практикува денес, за жал. Така, да. Значи, еве, тоа е одличен пример за здрава ужина. Значи, морков. може да се даде и тој тип на зеленчук, кој што има својства сензорни задоволувачки, значи крцкаве, морковот е сладок. Така може многу и зеленчуци кои вообичаено не се конзумираат, да бидат конзумирани. Постои едно истражување кое што е работено во Данска, каде што на деца им се нудело ужинка морков, но во текот на денот им се нуделе стапчиња од целер и децата воопшто не сакале да ги конзумираат. Меѓутоа, кога ги понудиле во комбинација со стапчиња на морков, 90% од испитаните дечиња посегнале, ги пробале и не реагирале негативно кон стапчињата на целер. Што значи дека треба во тој дел да се биде инвентивен, креативен и инвентивен. Не треба ужинката да биде посебен оброк кој што мајките посебно ќе ја спремаат. Меѓутоа треба да се внимава што ќе се даде. Исто така, во некои случаеви, сега зборуваме за поголемите деца, одлично време да се даде сок домашно цеден во кој што ќе се стави зеленчук. Например, детето одбива да јаде цвекло, меѓутоа доколку се направи еден сок мешавина од јаболко и цвекло, децата го примаат и тоа може да биде одредена ужинка. Но за повозрасните деца јатките се исто добра, значи од онаа возраст од кога веќе може да ги конзумираат и ако немаат алергиска реакција, јатките се добра ужина. За мене секогаш препорачувам тоа да биде овошје. Така, значи овошјето сепак е најдобрата ужина, брза најдобриот енергија, меѓуоброк. малку калории, многу нутриенти. А кои се најлошите меѓуоброци? Кои што ми се чини дека се најприсутни всушност во дневното мени на детето? Па јас обично сакам да кажам сето она што многу шушка кога го отвараме. Значи оние шарени кесички кои што се полни, кои што се даваат во мали количини и на некој начин не водат во погрешна насока да не пече совест дека тоа е мала количина. Значи неколку малку пржено компирче или малку чипс или малку смоки или било кое од тие грицки популарните француски круасани, кои што впрочем кај нас се ужина, а во Франција се оброк. Да, тоа е основната грешка во користењето на круасаните. Таа ги прави проблемите после во конзумирањето на оброците. Оно што сакам да нагласам, ние и минатиот пат зборувавме да ги читаме етикетите, меѓутоа, тоа се навистина многу празни калории. Ако веќе не може да се забранат, тие се нудат кога детето е фул најадено, кога е веќе добро најадено и кога примило се што треба да прими. Каде е најголемата опасност? Најголемата опасност е во заситените масти. Тие навистина изобилуваат со заситени масти.
Најголемата опасност многумина од нив имаат моносодиум глутамат. Посебно секогаш нагласувам родителите да читаат таму каде што има моносодиум глутамат, глутаминска киселина, едноставно тој производ да остане на полиците за своите, кога се станува збор за децата, бидејќи ние ги правиме изборите наместо децата во првите години. Најстрашното е што внесуваат многу сол. И тоа ги прави понатаму уште погладни. Ги прави жедни за благи сокови, ги прави необјективо гладни. Во само 100 грама, тоа е понекогаш четвртина кесичка од тие сладки грицки и задоволства, има повеќе од дневната количина на сол која што треба детето да ја внесе. Така. Претежно имаат по 2,5-3 грама сол на 100 грама намирница, Што е премногу. што е премногу за нас возрастните. А камоли за децата се децата. во секојдневен контакт со тие грицки. И што прави на долги патеки? Сите тие засилувачи на вкусовите се сензорно многу присутни, привлечни. Никој не може да одолее на нив. Потоа основната храна која што дома ја припремаме станува невкусна и непривлечна. Така, децата повеќе не сакат ниту варена брокула, ниту компир, ниту Точно морков тоа е сварен, можеби чорба не сака најголемата да јадат. замка, Така. затоа што имаат многу силни и надразнувачки вкусови на кои што ние сите, тука не се двојам ни нас возрастните од децата, многу лесно потпаѓаме во желбата да бидеме надразнети со таков тип на вкус. Така, имаме гледач на линија да го вклучиме. Добар ден, повелете. Добар ден. Од Пробиштив се јавам. Сакам да прашам вие зборувате за меѓуоброци, ме интересира за оброците. Треба да бидат свежо и нели на време припремани, но во случај ако треба да се например подгрее некој јадење, што од готвеното може и како да се подгрева? Например, да речеме, дали може да се подгреваат печурки готвени или например од зелениот зеленчук, што од тоа како може да се подгрева? И ме интересира кога мачкаме, например, мачкано обично за оброци за во училиште, дали треба како, например, мармелад со маргарин или со путер, од кој маргарин да се користи и така, за тоа ме интересираше. Ви благодарам. До емисијата и до гостинката и до вас. Ви благодарам што се вклучивте во програма. Да не објаснуваме нели зошто не треба некои работи да се подгрева, да биде јасно што не смее да се подгрева. Не смее да се подгрева спанак, не смее да се подгрева компир. Печурките не се пожелни за подгревање, иако не успеав да најдам некои сериозни научни студии кои велат дека тоа многу го... Меѓутоа, денатурацијата на протеините неколку пати во тек пред конзумирање не е пожелна реакција. Меѓутоа, компирот и сите многу скробни зеленчуци. Цвеклото, например, исто така многу губи со повторното подгревање, но спанакот и компирот дури развиваат и состојки кои што се штетни по нашето здравје. Што е податно за подгревање? За подгревање се податни супите, чорбите, динстаните меса. Доколку сме ги динстале правилно, можеме да ги подгрееме. Што значи дека темнозелените зеленчуци, значи блитвата, спанакот, тоа не се подгрева. Компирот не се подгрева, цвеклото не се подгрева. Тоа е она што е клучните продукти кои што треба да се внимава. Печурките е дискутабилно, но најдобро и тие да не се подгреваат. А во однос на ужинка, еве мајката спомена, маргарин или путер? Никако маргарин, се работи за хидрогенирани масти, кои што организмот не ги препознава. Значи веќе заврши ерата на маргарините, ние на нашиот пазар немаме таков тип на квалитетни маргарини, каде што некаде во светот се прават, каде што се чисто растителни, ладно цедени, тие имаат многу мал рок на траење. Значи путерот, секогаш путерот, гледам дека во последно време станува мода да се користи и кокосовото масло, и тоа во одредени моменти е подобра варијанта од маргаринот, и мармаладот, путер со мармалад е комбинација која што може да се дава, меѓутоа тоа е многу тешко дигестибилна комбинација. Така. Значи шеќери во комбинација со масти, навистина мастите го спуштаат гликемискиот индекс на шеќерот, меѓутоа тоа не е оброк кој што е лесно сварлив. Так.
доручек, можеби би било подобра варијанта. Поадекватно. Така. Кога зборуваме за ужинките, децата често пати сакаат да земат некој колаче, сакаат да земат смокиве, споминавме колку шекер има во нив, чипс или нешто слично. Како родителите да ги спречат во тоа? Дали е најдобро воопшто да не се купуваат, да ги нема во домот, за децата да не доаѓаат во искушение да ги пробаат? Основно правило е дека не може да очекуваме од нашите деца, ако ние гледаме телевизија и спортска утакмица со чипс, и да држиме предавање на нашите деца дека чипсот не е здрав. Тоа е основното правило. Така, позитивните примери се клучни, ние не сме секогаш таков значи, пример. најдобро е воопшто да не ги држиме во домот тој тип на намирници. Се покажа како многу важно дека и не треба да ги забрануваме. Се што е забрането во период на деца кои што растат, каде што всушност треба да ја поттикнуваме нивната љубопитност, одиме во погрешен правец. Клучно е кон односот кон храната, бидејќи навистина децата се многу умни и паметни и треба со објаснување да објаснуваме зошто, што и како е добро да јадат, а што не е добро да јадат. И на тој начин всушност ствараме здрави прехранбени навики кај популацијата која што расте. Инаку, секој секогаш, понекогаш, ќе проба. Но тоа не треба да ги наруши квалитетните прехранбени навики. Оти велат, јас еве од сега и потоа дигнав раце, пуштив се. Не треба така. Децата секако ќе пробаат таква храна. Многу мина од нив ќе им се допадне, но не треба да се попушти во смисла да таа биде секојдневно и многу на дофат. Така. Децата кои што одат во училиште, едно истражување покажа дека многу ретко појадуваат, потоа купуваат ужинка како што е парче пица, хамбургер или пак разни чипсови, грицки и слично. Зошто е лошо да се прескокнува оброк и на каков начин влие всушност оваа ужинка во заситувањето и потоа во желбата за ручек, кога како меѓуоброк се зема хамбургер? Хамбургерот не може да биде меѓуоброк. Проблемот кај учениците, кај школската популација е што тие едноставно го рипаат доручекот, навистина се гладни, често ненаспани, рано станати и имаат потреба од брза енергија, а токму ваквиот тип на храна задоволува сетила, не најадува, иако не прави никакво добро на нашиот организам. Научно се докажа дека доколку го пропуштите доручекот или навремено наутро не го нахраните организмот со неопходните нутриенти, колку и добро да се храните во втората половина на денот, вие не можете да го надокнадите недостатокот кој што е направен наутро. Затоа доручекот не мора да биде класичен доручек. Денес се нема време да се седне да се доручкува. Меѓутоа, банана секој може до училиште да ја изеде на првиот одмор пред да почне часот. И кога ќе бидеме така сити од некоја овошје или од јатка, тогаш на вистина нема да не дразни пицата и хамбургерот. Тоа никако не смее да биде ужина. Тоа не смее да биде ни оброк. Тинеџерите, за жал, се повеќе посегнуваат кон таква храна. Но тоа мора како заедница да се погрижиме многу повеќе. Франција донесе закон, кој што веќе се применува 3-та година, дека таков тип на храна не се нуди на 1,5 километар во околината на било кое училиште. Во Австралија има правило родителите самите да подготвуваат училишни оброци. Има правила што се здрави продукти. Во нездрави продукти е сместен и овошниот јогурт, што јас изненадив. Не смеат да стават ниту круасани кои што се готови. Значи има такви некои строги правила и родителите подготвуваат секој ден, значи имаат обврска да подготват здрава храна. Веќе гледам и во некои европски земји се спроведуваат вакви правила, што сметам дека е неопходност, бидејќи понекога се чини дека и на родителите им одговара ваквиот начин исхрана на децата, бидејќи посекнуваат нели по практични решенија и тие ретко наоѓаат време за да сготват ручек. Така што ретко кога дома седнуваат сите на семеен ручек. Навистина, меѓутоа, кога на родителите ќе им се објасни причината
зошто не треба во торбата на своите деца да ставаат готов овошен јогурт, нема да им биде тешко да направат и да стават. Значи, кога веќе ќе им се даде пожелна листа на намирници, им се олеснува и на родителите пристапот кон тоа што да спремат за децата. Всушност, тоа во Австралија беше резултат на една голема долготрајна студија, која што се правеше и во Англија, и да се докаже дека на некој начин, всушност, прават семејна грижа за исхраната на целото семејство. Тука спаѓа грижата за оброкот кој што се зема надвор од домот, и на тој начин, планирајќи го тоа, се планира и семејниот ручек. Статистиката покажа, после 15 години испитување, дека семејства кои практикуваат повеќе од 5 семејни оброци во текот на неделата, обезноста на целокупното семејство е намалена за 50%, а кај децата за дури 80%. Затоа што на семејниот ручек се јаде секогаш помалку храна отколку во сендвичара, отколку прво порциите кои што ги спремаме дома и ги ставаме не се еднакви на оние големи кои што дури не можат ни да се јадат, готови парчиња пици кои што ми се чини дека кои се нудат се поголеми и поголеми. Прво беа нормална грамажа, сега гледам семејни, каде што всушност со едно парче пица калориите се надополнуваат од цел ден, а нутритиви нема. Има истражување кое покажува дека секое пето дете веќе е дебело. Можат ли да се обвинат ужинките за тоа или пак воопшто концептот на исхрана? Всушност, целиот концепт на исхрана го плаќаме данокот на тоа што многу долго време не се водеше сметка на тоа да се прави правилен приод кон исхраната и да се прилагодат некои новонастанати ситуации. Навистина, менувањето на работното време, прибирањето на семејството во 17, во 18 часот отежнува ритам на исхрана како што треба да биде. Меѓутоа, сите заедно треба да се потрудиме и во такви услови да се направи. Целиот концепт е нарушен. Не може само храната да ја обвинуваме, иако таа е во 80% причина. Меѓутоа, денешните деца немаат никаква физичка активност. Тоа подеднакво допринесува. Потоа се многу ангажирани со седечки мисловни работи кои што секако го трошат мозокот, па се реално децата погладни. Затоа што мозокот работи на шеќери. Ако детето е на нон-стоп е на компјутер, секако дека ќе побара нешто да грицка. Не го троши тоа и влегуваме во тој магичен круг. И сосема накратко, кога се планираат семејните оброци, на што треба да се внимава? На разновидноста. Тоа е на клучно. разновидноста, единствено на тоа да се внимава. На домашен ручек и не може многу што да се сгреши. Доколку во него има повеќе видови на намирници во една салата, доколку е разновиден ручекот и нема што да се сгреши. Разновидноста е секогаш единствено и најдобро решение за да не сгрешиме кога правиме квалитетен оброк. Инаку пожелно е да има течен дел од оброкот, значи да има некоја супа или вариво, треба да има дупло количество на салата во однос на тоа што сме го изеле, треба да има квалитетен протеин, но тоа, велам, е според мене и второстепено разновидноста на намирниците. Така, разновидноста на намирниците, прво правило, 5 оброка, односно 3 главни и 2 здрави ужинки. Така, па и за нас возрастните тоа е многу добро. Да, правило кое што вреди да се практикува. Така е. Ви благодарам што бевте дел од Нула Ентвус. Ми беше задоволство. Тука го заокружуваме денешното издание, се гледаме како и вообичаено секој работен ден во рамки на утринската на Телма од 12 до 12:30. Пријатно.